Мајскиот манифест направил една револуционерна пресвртница на дејствувањето на ВМРО. Таа застанала покрај на македонски државни и на македонски национални позиции. На страниците на Мајскиот манифест јасно е дефинирано постоење на македонски народ. И ВМРО се дистанцирала од политиката на сите држави околу Македонија по македонското прашање, вклучително и бугарската влада. Своите сојузници тогаш ВМРО од Мајскиот манифест натаму ги бара и меѓу другото и од Советскиот сојуз, Коминтерната и комунистичките партии. Затоа некои од неговите соборци му замерувале дека Тодор Александров ја свртил, условно кажано, во лево организацијата. Но вистината е сосема друга, затоа што тој бил многу прагматичен човек и се обидувал да ги гледа правците на движења и на европската и на балканската политика и на светската политика. Затоа во еден момент ги свртал погледите кон Москва, можеби, за една таква соработка. Коминтерната во тој период има еден став дека секоја нација заслужува своја сопствена држава. Тоа е причината поради која што почнува да соработува со Коминтерната. Меѓу другото тоа, но исто така и финансиската помош што Коминтерната и СССР му ја ветиле на Тодор Александров под услови што тие ги се обидувале да му ги наметнат во тие преговори.